Подпредседателя, почитуван министер, почитувани колеги од Министерството за администрација, почитувани колеги пратенички и пратеници. Сакам посебно на Комисијата за европски прашања да го поздравам донесувањето на овој сет на закони. Ова и треба на Македонија. Со години се очекува од нас да ја направиме оваа реформа. Секако реформата почнува од идејата, од желбата, од волјата, од посветеноста и од нашата задача овде како законодавен дом да го спроведеме овој процес за да може конечно да добие своја имплементација во македонското општество. Од таму честитки за Министерството. Значајно е да се држите до рамките на она што беше предвидено како таймлайн. Не ја прекршуваме баш да новиве се секирав, малку гледав, проценував, сепак вие влеговте во собрание пред 30 јуни, така што ако биде се во најдобар ред, јас верувам дека има волја дури на ниво на сите пратенички групи, бидејќи сите сме свесни колку е неопходно да се справиме со овој бирократски апарат, колку е важно за да излеземе од македонската транзиција, да излеземе од партизацијата. Секако партиските активности се за идните партиски или актуелните или некогашните партиски функционери. Тоа е место, простор што го возможува плурализмот. Но државна јавна администрација значи некој кој што не е оптеретен од чија партија и чија вера и чија етничка припадност е, туку што е словото на законот и како истото да се имплементира. И кога вака симплифицираме, навистина ќе видиме дека можеме, ако сакаме, да донесеме и да се доведеме во едно устройство, во еден систем кој ќе донесе и да ќе даде шанса истото навистина да се случи наскоро. Големите реформи сакаат време, треба да се работи на менталитетот. Гледам деновиве доста ќе има реакции, сакам и тука да го кажам моето лично мислење. Се согласувам дека е недостоинствена 28.000 денари плата во овие услови, но исто така се согласувам и дека не секоја диплома е квалификувана за да може да го оптеретува државниот буџет. И не секој треба да се замислува дека треба да работи тоа што е патерн или некоја оставштина од едно умие кога нели подобро беше пенкало да се држи во рака, но и тоа е искривоколчено бидејќи во тој период поинаку се размислувало и други биле причините зашто луѓето се терале да одат да се едуцираат и да одат понатака. Сега одиме во негативна селекција и во деградирање и за да го застанеме тој систем, да донесеме свежа енергија, да можеме да помогнеме, ние мораме да размислуваме и за приватното претприемништво, мора да го поддржиме проектите на владата во земјоделието, луѓето, младите парови се вратат назад, да почнат да произведуваат храна, да ги цениме оние работи што се работат со две раце, бидејќи тој труд е значаен и е главен услов за да имаме буџет кој што ќе може да го движи општеството и секако да се обидеме преку инвестиции, преку соработка која што ќе биде навистина на една транспарентна основа да овозможиме да циркулираат сите овие нешта. Јас сум оптимист. Долго време се борев за да дојде ова опција на власт. Верувам во тимот кој што ова го нуди, ги знам и луѓето и знам кој е мислам и целата се што следеше за да дојде до овде. Уште еднаш честитки министре, имате нашата поддршка, имате мојата поддршка и се што треба нормално во текот на времето и да треба нешто да се коригира, ќе коригираме, но во овие услови мислам дека давате едно солидно законско решение. Ви благодарам.